Така сега слушнавме две, неправо се представам сум Сергей Зафировски од Инсайдер IT агенцијата за истражување и консалтинг. Неправо се благодарам на G7 за втората покана претходната година, исто така презентираме тук. Благодарам за втората покана. Слажам на директорката искочи и се благодарам на неа лично. И би сакал неколку работи да сумирам од претходните излагачи. Имавме и интересно излагање од господин Лазарски и од Роберт во однос на дигитализацијата. Ние сме дерегулирани, тоа можем да го послушам и директно овака. Значи, младиот бизнес си го најде начинот како да се адаптира во овие тешки времења. Меѓу другото и дигитализацијата е начинот на кој што ние најдовме да пливаме во ова. Би сакал да направам една паралела. Предпоставам дека сите тука од вас имате смартфон. Паќаме? Значи, предпоставам дека сите имаме ние тука смартфони, сите работиме со најнови технологии приватно, а генерално македонските фирми како функционираат во светот на дигиталното. Значи, тоа исто да ви ги земам сега сите смартфони и да ви дадам по еден пейджер и да ви кажам дека вие би требало да живеете со тој пейджер во 20 век. Способноста на македонските компании во сферата на дигитализација е горе-долу иста. Значи, ние мислиме дека користиме некаква технологија. Всушност, ние користиме нешто што е може би 20-25 години старо. Дигитализацијата, како што ние разбираме македонските компании, офаќа само e-commerce и горе-доле дигитален маркетинг, што и дигиталниот маркетинг ние го разбираме како користење на социјалните медиуми како комуникација, по некој контент или нешто како SEO. По дефиниција, значи дигитализацијата представува све оно што една компанија работи на различен начин од тоа што го работела во минатото со користење на некој тип на технологија. Значи без разлика дали е тоа некој процес, без разлика дали е наработени, без разлика дали е e-commerce или дигитален маркетинг. Да се вратиме на разговорот на првиот задач на председателот Лазарски. Значи, генерално така функционираме во Македонија. Што би се случило ако ништо не преземеме? Значи, ние седиме сега во моментот, сме некои пасивни наблюдувачи. Не правиме некои значајни промени во нашите компании во однос на дигитализацијата, а не разбираме дека тоа ние може да одговорно да кажем дека истражувањата, односно иновациите и дигитализацијата се наша основна конкурентска предност која што би ги извадила нашите компании на Македонија. Кои се најчестите причини кои што компаниите ги наведуваат дека не користат дигитализација? Прво, нормално за e-commerce кажуваме дека имаме мал пазар. Второ, имаме недостиг од знаење за или неразбирање на дигиталниот маркетинг. Трето, кажуваме дека е висока инвестицијата. Најбитната причина според мене е избегнување од промени, заради тоа што све се прави доколку ние сакаме тоа да го имплементираме. Имаме еден пример, Салчо Бојаровски го споминам секогаш со дигиталниот маркетинг. И што ти докажа дека може да се направи све со многу мал пари. И на крајот недостиг од знаење и експертиза. Значи секоја од овие точки е сама за себе едно излагање вакво, но тука би задржал најмногу на e-commerce и тоа што викаме сите дека пазарот за e-commerce е мал во Македонија. Според нашето истражување што го направиме минатата година, 66% од потребувачите помеѓу 18 и 54 години, односно помеѓу 19 и 54 години, во текот на својот животен век купиле нешто онлайн. Дали било тоа карта, дали било некој производ, дали било Alibaba, дали било каде. Значи 66% купили. Тоа ни е вкупниот пазар што ние имаме на располагање во Македонија во тие групи на потребувачи. Ако некој не купил минатата година, тоа не значи дека он не е потенцијален или не е клиент. Едноставно, ние не сме нашли доволно добар стимул за да него да предизвикаме он повторно да купи истиот производ или да купи некој друг производ. Просечниот раст на пазарот ние очекуваме дека ќе биде помеѓу 1,5% и 2% годишно. Сега да се навакам само на овие 66%. Кога ги кажуваме, сите викаат тоа е многу висок процент. Ама е една проста анализа да направиме тука
колку луѓе од вас купиле нешто онлайн? Многу повеќе од 66%. Така да, уште во став, ние се негираме дека не постои пазар. Значи, едноставно наоѓаме изговор да кажеме дека тој пазар е мал, заради тоа што не знаеме како да го фатиме. 1,5 до 2% раст на пазарот годишно може би не изгледа така значајно, но изразено во апсолутни бројки и како број на потрошувачи, и како финансиска вредност, и текако може да подкрепи многу мали фирми, многу мали средни фирми во Македонија. За таа цел ние направивме на процена на колку е вкупната финансиска големина на пазарот во Македонија. Значи, ова збориме за онлайн продажба, која што опфаќа B2C, значи B2B продажбата не опфаќаме. И додавме во некоја бројка во база на одговорите на агитираните лица, дека моментално пазарот вреди помеѓу 140 и односно 137 и 142 милиони евра во Македонија. Претходната година беа реализирани отприлика по историски податоци околу 135 милиона евра, но кои што ги опфаќаше сите трансакции кои се направени онлайн, вклучувајќи ги тие бизнес-то-бизнес трансакции. Јас не верувам дека физичките лица за купување на производ за широка потрошувачка или па некаков производ за лична употреба, таа сума наминува 30 до 35 милиона. Така да немаме некој гап што би може да го исполниме со отприлика 80 милиона евра неискористени од македонските компании, а потрошувачите ги трошат на еден или на друг начин, дали странство, дали во некој од регионалните онлайн продавници. За да го подкрепиме и тој раст, значи да кажеме како сме го пресметале тој раст. Ова е корелација помеѓу овакво социјалниот статус на потрошувачите и колку они се спремни да потрошат онлайн. Може веднаш да се забележи дека без ограничување е најголем процентот и кај студентите и кај работелите. Значи, очекуваме дека со остарување на популацијата во Македонија, тој тренд од 1,5-2% може да се интензивира да биде раст на пазарот помеѓу 3 и 5%. Има еден друг проблем што македонските потрошувачи го имаат, односно не е проблем, тоа е за нив бенефит, а тоа е македонскиот потрошувач има екстремно многу време и поради тоа не купува онлайн, например, производи за дома од супермаркет. Значи, македонецот има време да искочи, да оди да купува, да се ваќа, да се паркира, и се не е многу близко. Не постои проблем од аспект на побарувачката, има проблем од аспект на понудата. Значи, ако ние направиме концепт и ако направиме стратегија како ние да ги привлечеме потрошувачите да не купуваат традиционално, да купуваат онлайн, ќе имаме и многу големо искористување на веќе средствата што они ги двојат за купување преку интернет. Ние имаме многу мал број на квалитетни електронски продавници. Да не речам, немаме повеќе од 5, кој би ги набрал Крупер, набрал купи дома и купи како да е 5, 6 до 10 продавници. Регистрирани се 6. Имаме потрошувачи, имаме пазар. Значи не сме во нашите пазарот и не сме нашите што точно, мислам, ние во истражувачка агенција знаеме што точно на сето да не навигуваме. Значи во кои сегменти точно би требало ние да ги опфатиме потрошувачите и на крајот од денот да ги земеме парите. Двете најчести причини кои што македонските потрошувачи ги кажуваат дека поради кои што не купуваат онлайн или не продолжиле со купувањето се квалитет на производите, кои што имаат наведено 68% од потрошувачите со употреба на лични податоци. Секој ден наредно, сега што направиме до истражување со G7 заедно, значи компаниите посетуваат база на податоци, која што би можеле да ја споделат со електронските продавници во смисла на гаранција дека тој производ што ќе биде испорачан ќе биде со потребниот квалитет. Всушност G7 кодот што денеска е цела конференција за тоа го гарантира дека тој производ ги содржи тие карактеристики, дека ќе биде испорачан со тој квалитет. Значи компаниите се веќе подготвени со база на податоци и они знаат што треба да комуницираат и знаат кои се производите ги имаат соодветните карактеристики. Друго позитивно исто така од истражувањето е што компаниите се расположени да отворат електронска продавница
со други компании кои се сродни или исти во истиот пазарен сегмент. Значи постои такво расположение кај фирмите, што повторно не се искористува. И врз база на сите овие информации кои што претходно ги споделив, ние напишавме 3 предлога кои што компаниите, па и вие тука, би може да се организираме и заеднички да направиме нешто да понудиме многу поквалитетна и e-commerce и многу поквалитетна услуга и производи. Првиот е креирање на конзорциум од компании за подоба на ресурси потребни за дигиталниот маркетинг. Дигиталниот маркетинг е многу комплексна категорија за разбавање. Значи, не опфаќа само социјални медиуми, не опфаќа само SEO, не опфаќа само контент. Опфаќа многу други активности кои што се позадински и самата компанија не ја гледа. Значи, ако би требало да го имплементира самата компанија дигиталниот маркетинг за мали и средни компании, тоа би било малку невозможно. Креирањето на група на компании кои што заеднички тоа ќе го искористуваат е сосема веќе друг аспект кој што е многу пореален за разлика од индивидуално. Ние на конзорциум на компанија ние сме специфично поднебје, односно држава, кај што ако некој е конкурент, автоматски ние не ни комуницираме со него, ниту па сакаме да го видиме. А тоа ни е во милиони и пол земја, Македонија, малта не еднакво на самомисли. Ако ние се здружиме со некој, што ни е конкурент на овој пазар, и направиме електронска продавница, со која што би ги понудиле производите надвор од границите, или во границите, или во регионот, многу поедноставно би настапиле и многу подобро би водела продажбата и маркетингот и сите активности, отколку да настапуваме индивидуално. Значи, ние сме истражувачка агенција, истиот проблем би умислен и во истражувачките агенции. Мислам, не можеме се договориме ништо. И на крајот е структурирање на бизнис модел, кој што ќе биде насочен на исполнување на различните потреби за дигитализација. Значи, тука би се надоврзал на почетокот што го кажав, е дека ние се плашиме према промените. Дигитализацијата дојде, више не може да спориме дека ќе дојде дигитализација, како што се збореше пред 10 години. Биг дата дојде, значи веќе компаниите ако не се спремни, тоа ќе треба да го направат многу брзо. Или па ќе затвориме или ќе работиме на овој пазар што од милиони и пол луѓе, што не знам дали ќе живееме во наредниот период. Така да, ние треба уште во старт да го направиме или ако имаме веќе бизнис модел, да направиме бизнис модел кој што ќе кореспондира со дигиталните трендови. Едноставно тоа е нешто што е за нас неодменливо. Бидејќи се полза, нема да должам уште многу. И за крај, значи, направивме ние еден труд за едината на нова продажбата во Македонија, можете слободно да го преземете на линкот што е доле, во кој што дефинираме кон што ќе се насочи македонскиот сектор за широка потребителска најмногу по аспектот на супермаркети и за прехрана. Имаме еден период кој ќе биде многу турбулентен, кај што ќе дојде до подоба на секторите, значи ние колку да сакаме да останат двата концепта, зборам и e-commerce и ритейл, значи ќе дојде момент кај што ќе се подела супермаркетите на една страна и дистрибутерите и производителите на друга страна. И ќе дојде до комплетна промена на пазарната структура и во Македонија во наредните 5 години. Генерално е тоа што се го кажам. Фала ви.